Нови правила за стипендиите за студии во странство. Визер го укинува летот Скопје, Будимпешта. Црна Гора ги забрани мобилните телефони во училиштата. Путин создава нови сојузи на меѓународната сцена. Бобестото овошје, моќен извор на антиоксиданти. Во Загреб се отвора првиот музеј на историјата на видеоигрите. Од оваа година, сите студенти кои ќе добијат државна стипендија за студии во странство ќе мора да се вратат во Македонија по завршувањето на образованието или, во спротивно, да ги вратат потрошените средства. Оваа нова регулатива е дел од обидите на властите да спречат одлив на академски кадри и да го зајакнат домашниот пазар на труд. Според Министерството за образование, стипендистите ќе бидат обврзани да останат во земјата најмалку онолку години колку што траела нивната стипендија. Во спротивно, ќе мора да ги вратат парите што државата ги инвестирала во нивното образование. Владата очекува оваа мерка да помогне во задржување на високообразовани кадри и да придонесе за развојот на националната економија. Реакциите на студентите и академската заедница се поделени, додека некои ја поддржуваат идејата за вложување во младите кои ќе придонесат за земјата. Други сметаат дека мерката ја ограничува нивната слобода на избор и можностите за кариера во странство. Новиот услов важи за сите нови добитници на стипендии и нема да се применува ретроактивно. Министерството најави дека ќе продолжи со следење на ефектите од оваа политика и ќе ја прилагодува според потребите на општеството. Од 9 март унгарската авиокомпанија Визер повеќе нема да лета на релацијата Скопје, Будимпешта. Компанијата веќе не продава билети за оваа дестинација, но официјално не соопшти зошто ја укинува линијата. Покрај ова, Визер од почетокот на годинава ги прекина летовите и за Бремен, Салцбург, Келн, Копенхаген, Стокхолм, Скавста и Луксембург. Сепак, по новите владини субвенции за авиолинии, компанијата воведува летови кон Лион, Барселона и Штутгарт, за кои билетите веќе се во продажба, а првите летови ќе стартуваат од 30 јуни. Владата со новите субвенции има за цел да овозможи подобра авиоповрзаност, но засега нема официјални информации дали ќе има дополнителни измени во рутите на Визер. Патниците кои користеа укинати линии бараат алтернативи преку други европски аеродроми. Сите училишта во Црна Гора воведоа целосна забрана за користење на мобилни телефони за време на наставата. Одлуката е донесена со цел да се подобри концентрацијата на учениците и квалитетот на наставниот процес. Според Министерството за образование, оваа мерка ќе помогне да се намали дигиталната зависност кај младите и да се подобри нивната интеракција со наставниците и со учениците. Забраната важи за сите ученици, а училиштата ќе бидат задолжени да ја спроведуваат и надгледуваат. Иако одлуката е поздравена од многу родители и наставници, дел од учениците сметаат дека е престрога. Некои експерти предупредуваат дека целосната забрана може да биде предизвик во случаи кога телефоните се користат за едукативни цели. Црна Гора е една од многуте европски земји кои воведуваат вакви мерки во училиштата, следејќи ги трендовите за намалување на дигиталното расејување кај учениците и подобрување на наставниот процес. Рускиот председател Владимир Путин интензивно работи на зајакнување на меѓународните сојузи, во услови на зголемени геополитички тензии. Москва фокусирано гради стратешки партнерства со клучни земји, особено во Азија, Африка и Латинска Америка. Овој потек доаѓа како одговор на западните санкции и обидите на Русија да ја намали зависноста од Западот. Путин веќе оствари серија средби со светски лидери, насочени кон економска и воена соработка, што дополнително ја зајакнува позицијата на Русија во глобалната политика. Според аналитичарите, оваа стратегија има за цел да создаде нов геополитички баланс, во кој Русија ќе игра поголема улога надвор од традиционалните западни пазари. Особен акцент се става на алтернативни трговски механизми и проширување на соработката со БРИКС и другите партнерски организации. Западните земји внимателно ја следат оваа дипломатска офанзива, а некои предупредуваат дека таа може да доведе до дополнително раздвојување на светската економија и политики. Сепак, Кремљ останува решен да ја засили својата глобална позиција во услови на актуелните предизвици. Вистина е дека замрзнувањето на овошјето ги зачувува и штити антиоксидантите што ги содржи, а бобестото овошје е еден од најдобрите примери за тоа. Благодарение на ова, може да се најде во маркетите преку целата година, обезбедувајќи важни хранливи материи за организмот.
Вистина е дека антиоксидантите играат клучна улога во неутрализацијата на слободните радикали, кои се поврзуваат со низа здравствени проблеми, од кардиоваскуларни заболувања до забрзано старење. Бобинките се богати со антоцијани, полифеноли, флавоноли, елагична киселина и витамин С, кои го поддржуваат здравието на срцето, мозокот и имуниот систем. Освен тоа, нивната редовна консумација е поврзана со подобрена функција на инсулинот, намалено воспаление и општо подобро здравје. Вистина е дека дури и во замрзната форма, бобестото овошје задржува речиси ист антиоксидативен состав како и свежото, правејќи го достапен и корисен избор во секој период од годината. Вистина е дека одредени соединенија во бобестото овошје, како што се антоцијаните, имаат докажани позитивни ефекти врз когнитивните функции. Истражувањата покажуваат дека редовното консумирање на овие плодови може да го намали ризикот од невродегенеративни заболувања, како Алцхајмеровата болест, и да помогне во одржување на менталната острина со текот на годините. Вистина е дека бобинките се корисни и за здравието на кожата, благодарение на високата концентрација на витамин С и антиоксиданти кои помагаат во синтезата на колагенот. Тие ја одржуваат кожата еластична, го забавуваат појавувањето на брчки и придонесуваат за побрзо зараснување на раните. Вистина е дека вклучувањето на бобестото овошје во секојдневната исхрана е едноставен и ефикасен начин за подобрување на целокупното здравје. Без разлика дали свежи или замрзнати, бобинките нудат бројни придобивки, од заштита на срцето до подобрување на имунолошкиот систем, што ги прави идеален избор за секого. Во мај, во строгиот центар на Загреб, ќе биде отворен првиот музеј на историјата на видеоигрите. Овој уникатен проект ќе содржи над 3000 експонати, кои ќе ја прикажуваат еволуцијата на гейминг културата од 60-тите години до почетокот на новиот милениум. Музеот ќе се простира на 3 ката со површина од над 800 квадратни метри. Колекцијата, која се собирала речиси 30 години, вклучува ретки и историски значајни експонати како компјутер Space и Pong, како и најголемата светска збирка на компјутерски игри од 20 век. Основач на музеот е Дамир Шлогар, меѓународно признат експерт за видеоигри, а инвестицијата надминува 2 милиони евра. Посетителите ќе можат да уживаат и во специјални тематски изложби, гостински предавања и средби со некои од највлијателните личности во светот на геймингот. Нови правила за стипендиите за студии во странство. Визер го укинува летот Скопје, Будимпешта. Црна Гора ги забрани мобилните телефони во училиштата. Путин создава нови сојузи на меѓународната сцена. Бобестото овошје, моќен извор на антиоксиданти. Во Загреб се отвора првиот музеј на историјата на видеоигрите.